Во продолжение следува првиот разговор за денеска, кој што го најавив за оние што слушнале на почетокот во генералната најава, а еве за што станува збор. Воведувањето на законското решение за неделен работен ден, голем дел од работниците го дочекаа со радост, дел од нив бидејќи ќе може да одморат, а дел затоа што ќе може да си го наплатат трудот од работењето во недела. Но за наечиите пак алармираат. Неработната недела значително им ги намалила можностите за заработка, поради што стравуваат за собствените бизниси. Проблемот, велат, е што согласно законското решение, за голем дел од професиите нема можност да работат во недела. Зашто всушност станува збор, во продолжение разговараме со Анета Атанасова, извршен директор во Занаечиската комора Скопје. Анета, добро утро. Добро утро на сите слушатели. Така, веќе втор месец како ова законско решение се спроведува во пракса, проблемот особено настана кај бизнисите каде собственикот е и работник. Ајде да ми објасните за што станува спор. Законот е навистина неповолно законско решение за занаечиите, затоа што согласно се направија измени во два закони, тоа е Законот за работни односи и Законот за трговија. Со тоа што занаечиите измените се сместени во делот на Законот за работни односи, каде што се даде можност само на 4 занаечиски дејности да можат да работат во недела, согласно сите процедури или известувања до инспекторатот и сето тоа, и тоа на сладкари, пекари, фотографи и печатници. Се друго исклучено од можноста да работи во недела. Затоа што ова занаечиската дејност, односно правилникот за занаечиски дејности е многу голем, значи големи дејности се опатени во делот на занаечиското производство, услужните дејности, како што се фризери, козметичари, шминкери, декоратири на настани, цвеќари, кои што се поврзани со неделата како работен ден, кој што има единствена можност нели да остварат приход, затоа што голем дел од нивната дејност се сконцентрира во недела, затоа што нивната дејност е поврзана и со настани кои што се случуваат во недела. Навистина на терен се покажа дека излегува многу бројни проблеми кај нашите членки, особено кај самостојните вршители на дејност се направи неправда, можам слободно да кажам, затоа што во Законот за работни односи не стои дека самостојните вршители на дејност како газди, како собственици можат да работат, а во Законот за трговија има исклучок дека собствениците на трговските објекти можат да работат. Значи се направи една неправда во однос на занаечискиот сектор, кој што се надевам дека во најкратко време ќе се исправи. Инаку овој закон можам слободно да кажам дека се донесе во време кога едва и занаечиските бизниси успеваат да испливаат од оваа криза која што веќе трае повеќе од 2 години, со ковидот, финансиски потешкоти, неможност да исплатат плати за вработените за себе занаечијата, не исплаќа плата и не исплаќа регрес за годишен одмор затоа што не се третира како работник согласно Законот за работни односи. Меѓутоа, доколку има вработени, секако дека треба да исплати се што следува за работникот, така да овој закон се донесе во услови кога навистина занаечискиот сектор се соочува со големи потешкоти и ова представуваше уште еден дополнителен товар да се преброди целата ситуација. Добро. Стравот на комората е дека законското решение им дава можност и на нерегистрираните вршители на дејност да остваруваат поголем промет во недела на штета на бизнисот што е регистриран и редовно плаќа придонеси. И со тоа на некој начин велите дека се стимулира сивата економија. Да. Овој закон има уште една огромна негативна страна, затоа што во недела, бидејќи на занаечиите не им се даде можност да работат, освен овие 4 кои што ги набројав дејности на почетокот, сите останати се исклучени од можноста да функционираат во недела, се даде можност на нерегистрираните вршители на дејност во овој сектор да остваруваат слободно или да вршат дејност, затоа што таму многу малку се вршат контроли во делот на сивата економија. Ве слободно можам да кажам пример во делот на продажбата на цвеќе, бидејќи во недела цвеќарите не можат да работат, се исклучени од можноста, освен цвеќарите кои што имаат дуќани во мол, а тие се 2-3 бизниси кои што можат и на прсти да се набројат. Населението веќе нема во недела каде да купи цвеќа, се случуваат погреби, свадби, веридби, значи настани кои што се поврзани тесно со овој ден. Значи во тој случај населението купува цвеќе од зелените пазари и на гробиштата во Бутел, каде што дефинитивно сите продавачи се нелегални бизниси, односно не се регистрирани и согласно Законот за трговски друштва. Тие немаат матичен даночен број, тие се фактички работат на црно.
со апелот на комората и до надлежните институции да се направи измена на ова законско решение, затоа што вака ја стимулираме сивата економија, навистина не ни треба во овие услови, затоа што е нелојална конкуренција на легалниот бизнис, не плаќа придонеси даноци, а остварува промет повеќе од нив. Дури искрено членството реагира на целата ситуација и смета дека нерегистрираните вршители на дејност се привилегирани во оваа ситуација, бидејќи немаат никакви контроли и казни во делот на нивното работење и никакви трошоци, а легалниот бизнис се бори со финансиска неспособност да го држи бизнисот ликвиден, да исплати плати, даноци и се што е потребно за да функционира нормално. Така да овој закон навистина, барем во занаетчискиот сектор, каде што можам јас да зборувам, донесе многу проблеми на терен. Имавме ситуација исто и во старата Скопска чаршија, каде што занаетчиите како што се леблевиџи, крзнари и сите останати кои што се исклучени од можноста да работат не може да ги отворат дуќаните, зборуваме за газдите, а тие остваруваат најголем промет во недела, особено во туристичка сезона, кога имаме посети од туристи за викенд од Турција и другите земји, и навистина се наоѓаат во лоша ситуација. Тие и така едва успеваат да ги одржат бизнисите во овие услови, сега се случува да и во недела не смеат да го отворат дуќанот и да вршат продажба на своите производи. Уште еден проблем би сакала исто да напоменам, што се случи на терен, значи кај дејностите како што се слаткари и пекари се случи да инспекцијата не им дозволува да вршат продажба на своите производи, туку само да ги произведуваат. Што уште една голема, нешто што навистина нема смисла во целата ситуација. Зошто тогаш бурекчијата би го произведувал бурекот во недела, да го продава во понеделник? Тоа е производ кој што се продава истиот ден. Геврек, бурек, тоа се производи кои што имаат рок на траење еден ден, не повеќе. Значи, занаетчијата согласно нашиот закон за занаетчиство има право да си врши продажба на своите производи согласно член 9. Не знам, има многу работи кои што се случуваат на терен и точно треба да се специализираат, бидејќи сите се збунети од бизниси и се останато, значи не знаат како да постапуваат. Така, во оваа насока сакав да поставам уште едно прашање, тоа дали занаетчиите кои што имаат дуќани во трговските центри, дали за нив важат овие правила? Не, во трговските центри можат да работат, меѓутоа тоа се многу мал број на занаетчии што имаат дуќани во моловите. Согласно законот за трговија дадена е можност на молови кои што имаат повеќе од 8000 метри квадратни да функционираат во недела и тука можат да се отворат дуќаните. Меѓутоа занаетчиите се многу малку сконцентрирани во моловите. Како се регулира, како се регулира таму, да речеме, оној плаќање на доместок за работа во недела? Претпоставам дека и таму некаде можеби има помали бизниси каде што собственикот е и работник. Како е таму регулирано? Значи, таму исто така, бидејќи занаетчијата самостојниот вршител за себе не исплаќа додатоци на плата и плата, тој нема обврска да исплаќа додаток за работа во недела и тој не е работник согласно ЗРО. Тоа е нашиот став на комората. Меѓутоа, доколку има вработени, секако ќе се исплаќа на доместок, односно дневница од 50% плюс за денот кога работи во недела и плюс работникот треба да има слободен ден во наредната недела што следува. Значи, сето тоа мора да се испочитува од страна на бизнисите во занаетчискиот сектор. Имате ли остварено средба со представници на владата за да разговарате за овие проблеми кои што сега фактички се во очија откако законот стапи на сила? Да. Имаме остварено средба со Министерството за труд, Инспекторатот на труд, се наоѓаат можности нели за законски промени, меѓутоа инсистираме да биде тоа што побрзо, затоа што знаеме дека законските измени во нашата држава колку бавно се случуваат, а бизнисот не може да трпи. Значи веќе имаме најави на отпуштање на вработени во секторот пекарство, сладкарство, а тоа не е добро, затоа што ќе дојде и до затварање на работни простори, луѓе кои што функционирале по 30 години во пекарскиот сектор, сега се наоѓаат во ситуација да затвараат работни простори, односно подружници и да отпуштаат вработени. Не би сакале искрено да се случи тоа, затоа што реално треба да се грижиме за бизнисите да опстојат и нашата економија, затоа што економијата во нашата држава е претежно составена од мали бизниси, од кои што голем процент се и занаетчиските бизниси. Анита, јас ви благодарам за ова вклучување во денешниот утрински брифинг. Се надевам дека успеавме да разјасниме некои од овие проблеми со кои што се соочувате. Секако тука сме да соработуваме со вас и да ги отвараме сите овие проблеми се со една цел да се најде решение и сите да бидат еднакви пред законот. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.